за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер. Со надеж дека ве наоѓам во едно пријатно домашно расположение, ве поканувам да присуствувате на реализација на најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Точно вечерва во закажаниот термин повторно сме во редакцијата на радиодифузното предпријатие Слободна Македонија и во секој случај се разбира повторно како и секогаш лајмотив на вечерашната емисија, како и преостанатите од циклусот на втората сезона, ќе зборуваме за политиката. Всушност ќе направиме еден мал осврт на она што се случи на политичкото македонско милје, односно поточно речено што беше во фокусот на интересирањето од проста причина што и самите знаете дека како да се насетува со преземените потези минатата недела, како да се насетува почетокот, велам почетокот не на крајот на политичката криза во Република Македонија, туку почетокот на решавањето, ако може така да се каже, или излегувањето од она што беше кулминација на политичките збеднувања во Република Македонија. Пред се мислам на отпуштањето на само разрешувањето на парламентарците, односно на пратениците во собранието на Република Македонија, потоа до за оние две изјави навидум попречни и секој од својот аспект на челниците на најголемите политички партии во Република Македонија и најголеми лути ривали и опоненти на политичкото поле. Пред се не мислам на господинот Зоран Заев во името на СДСМ и коалицијата и се разбира она на Никола Груевски како председател на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Заев дефинитивно, но сепак знаете кога тој нешто ќе каже, треба да се земе под голем знак прашалник, реши или поточно речено изјави децидно дека СДСМ или Социјалдемократскиот сојуз, како сакате, нема да учествува на изборите на 5 јуни. Ова, ако ве подсетува или поточно речено голем број на слушатели на емисијата за македонските работи, можеби ќе ги врати наназад со меморијата во времето на Бранко Црвенковски, кој што исто така велеше дека нема да учествува во 2013 година, нема да учествуваат на локалните избори и на заедничките парламентарни избори, но во секој случај таа негова изјава или така наречена армирано бетонирана се распукна и секој случај не ги даде очекуваните разговори. Беше деблокирана или дебетонирана, како што во обичај милуваат да зборуваат политичките аналитичари, кој што, како што реков, на некој си начин е потсетник на сето она што се случува со неговиот имитатор, а тоа е господинот Зоран Заев. Прашањето е кој го наговори Бранко Црвенковски да попушти, да ја промени својата одлука, иако одговорот на тие или таквите прашања се добро познати, особено кај оние кои што ја милуваат политиката. Се останато е во доменот на шпекулациите и затоа ќе го оставиме господинот Бранко Црвенковски намира, ќе се врати на неговиот двојник или поточно речено имитатор, кој што не знаеме дали тактизира, дали купува време, дали очекува една дополнителна помош од чадрот, ако може да се каже ако наводници, помош од неговите медиуми под подкрилјето на соросоидите или едноставно очекува некој од странскиот фактор повторно да му подаде рака во некоја амбасада во кој што истите Заев и неговата свита ги сметаат како рамо за плачење. Па, еве, си зимам за право да се прашам кој е тој спиритус мовенс кој што Заев го тера да донесува вакви решенија и одлуки кои што како бумеранг му се враќаат со негативна конотација. Велам зошто, затоа што во своето интервју, доколку сте го следеле почитувани слушатели, тој остави голем простор дека постои една надеж или поточно речено нешто што всушност може да доведе до променување на неговата одлука, се разбира доколку него тоа бара членството, неговите активисти, симпатизери, еве со еден популарен назив неговите фанови, или пак оние кои што се, како што реков, составен дел од оној чадор за кој што стално зборуваме и секогаш зборуваме дека тука
лежи заекот, токму во тие такви помоши кои што доаѓаат од страна. Се разбира и тоа дека овој пазар кој што предстои, во кој што Заев ќе одигра една од главните улоги, е преголем залог дури и за него. Исходот и излегувањето од критичната фаза на политичката криза кај нас, како да се заканува, да ги открие или да ги бутне скриените маски и конечно на виделина да изразат, особено пред јавноста, сите актери нарачатели на задкулисните кроени темни сценарии. Тие што Македонија доведува во една заложничка криза. Да бидеме најасно. Заев не сака избори по никоја цена. И верувајте, не сака на 5 јуни. Тој не сака избори ни во септември. Зошто сум толку оптимист ова да го кажам? Од многу причини. Ја следам политиката онака искрено да ви кажам како еден локал патриот кој што си ја сака својата Република Македонија, кој што ја сака својата земја и татковина и кој што ги сакал или не свесно доаѓа до сознанија преку аргументи да го пронаѓа оној виновник кој што доведе до ваква ситуација. Колку ние да се трудиме да ги окривиме странците или некои кои што стојат зад Заев и така натаму, сепак виновникот е тука, меѓу нас, во Република Македонија. И затоа, верувајте, не престрого, не со обид да девалвирам нечии политички обиди да дојде на политичката сцена без избори, без волјата на народот и така натаму. Јас се грижам, како и сите вие, за судбината на Република Македонија, затоа што Македонија се вдисена од сите страни. А да не зборуваме дека е во прашање и се заканува незиниот идентитет, незиниот суверенитет. Знаете што се ни се случува и на јужната граница, со јужниот сосед, со Грција. Знаете за бегалската и емигрантската криза, која што секој момент можат да се стават, ако може така се каже, во служба на нечии туѓи сценарија или пак некоја да идат во конотација на нешто што Република Македонија не го посакува. Значи, Заев не сака никогаш да има избори, тогаш што сака? Да се подразбира. Тој сака техничка влада која што всушност провеива во неговите грчевити настојувања да ја оствари зацртаната цел. Без избори, како што реков, без народна волја да партиципира во власта и тоа ни најмалку ни повеќе 2 до 3 години. Се сеќавате на изјавата на белгијанецот филозоф, човекот кој што многу ги сака мачките, господинот Ван Хауте. Човекот кој што од повеќето медиуми или поточно речено представници, па и од граѓаните на Република Македонија беше прогласен како персона нон грата. Човекот кој што со својот познавање на својата филозофска мисла пред се и со своите европски стандарди на еден политичар и така натаму, многу повеќе ќе помогне на собствената држава Белгија отколку на Македонија. И не е лошо да се врати во својата средина, затоа што има што да каже на политички план. Затоа почитувани сите овие театри на отворена сцена кои што ни се случуваат, затоа што ова демонстрирана патетика со цел не само прикажување на како жртва, која што е срдисена од сите страни со криминал, недемократија, притисок врз гласачкото тело, абсолютизам, власт на олигархията во Македонија и што ли се уште нема да се сроди, е својствено само за името на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев, во средата, веднаш по распуштањето на собранието и неприфаќањето на оставката на неговите представници во владата на Република Македонија, во минуто 12 на неговите министри и заменици во времената до избори влада на пресконференција во седиште на партијата соопшти дека тие нема да учествуваат на предвремените избори на 5 јуни, бидејќи не се исполнети условите предвидени во договорот од Пршина. Јас само ќе посетам на една изјава што исто така некаде во четвртокот на пресконференција ја даде лидерот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски. Доста беше. Ако на Заев и на СДСМ или на опозицијата не им се удоволи со реализација на сите заклучени на Пршинскиот договор, тогаш не знам што се уште ќе барат. Затоа што Заев се фаќа повторно за избирачкиот список е најголемиот адут во оваа игра и затоа што според него
избирачкиот список се уште не е прочистен. Не се спроведени реформите во медиумите, а ниту е одделена партијата од државата. Па, повторно ќе цитирам или поточно речено ќе насочам кон изјавата на првиот човек на ДИК, господин Чичаковски, кој што рече: дури и само еден фантомски гласач, ако пронајдеме, јас нема да го подпишам прочистувањето како на избирачкиот список како валидно. Замислете, само еден фантом, не баре тој ќе ја крои судбината на следните избори. Ајде, како што реков, да видам веродостоен, ќе се послушам повторно со еден цитат кој што ќе го задржи вашето внимание и ќе створи реална атмосфера за ваши коментари, дали тоа ќе бидат аргументирани или не. Во секој случај, секој со сите оние своји бои кои што ги гаи ги носи во срцето, ќе реши ако да биде конечно еднаш за секојаш неутрален и да расудува трезвено. Цитат отворен: без слободни избори нема слобода. Со месеци заедно се боревме за слободни и демократски избори, да се врати основниот демократски принцип еден човек, еден глас. Да се врати правото на различно мислење. Договорот од Пржино беше подпишан тоа да се обезбеди. Никола Груевски постојано го рушише договорот од Пржино. Избирачкиот список не се прочистува, медиумските реформи не се прифатени, притисоците продолжуваат понатаму. Затворен цитат. Значи, за него, изборите на 5 јуни се лажни. Забримете, уште сега дава една предвремена оценка и во име на демократијата на Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува на овие лажни избори. Впрочем, тоа може некако да се прифати и свати, затоа што веднаш подавањето на изјавата од свитата кој што се наоѓаше околу него на пресод доби такво ракоплескање кое што некако се добива впечаток дека дури и нив им олесна ако не учествуваат на избори од кои што се знае конечниот исход. Тоа подразбира дека ВМРО ДПМНЕ одбива фер и демократски избори и почитување на подпишаниот договор, со цел да го заштитат и администрираат својот криминал и корупција, така вели Заев. Така ведат сите опозиционери кои се на иста бранова должина со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз. Со други зборови, или на власт ние ќе дојдеме, или нема да има избори. Ова некако пого прифаќам. Тогаш, ако избирачкиот список е камел на сопнување, што според Заев, се извинувам, кој е тој сегмент што е спорен во овој документ? Кој е документ на кој што Заев игра на последната карта, кој што документ го извојува, ако може така да се каже, го изнесе на мускули, а тоа е проектот од Пржино или Пржинскиот договор, кој што е Заев во името на Социјалдемократскиот сојуз, покрај останатите на лидери на партиите, е подписник на тој договор. Датумот не само 5 јуни, туку и претходниот кој што беше по добра волја на ВМРО ДПМНЕ променет, а тоа е 24 април, е всушност загарантиран или поточно речено се наоѓа во законот и како таков е усвоен од Собранието на Република Македонија, кое што го сметаме и се уште се смета, се разбира како законодавно тело и законодавна власт. ДИК едногласно претходно усвои извештај за сомнителни, замислете, 330.000 гласачи. Мнозинството во ДИК сепак се решило за 124.000 гласачи да не ги проверува без аргументација, како и тоа дека власта одбила да ги избрише повеќе од половината теренски проверени гласачи кои не биле најдени на нивните адреси. Не знам дали е момент за зборување и за коментар, искрено ќе ја кажам. Еве, моето семејство е погодено лично. Уште еднаш ќе кажам, проверете ме. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков од Куманово. Мојата родена сестра, постара од мене 6 години, просветен работник, професор во пензија, беше прогласена за фантом. Тоа е навреда за моето семејство, навреда за сите оние прогласени фантоми според Заев на списокот, на избирачкиот список на Државната изборна комисија. Сите оние
луѓе кои што се наоѓаат на тој список, прашајте ги како се чувствуваат. Сите тие се тука, живеат во своите средини, живеат можеби некој на некоја друга адреса, постојат под личен број, под тематичен број, лична карта, документи валидни, дека се граѓани на Република Македонија со македонско државјанство. Значи, најголемиот виновник бил, замислете си, Државната изборна комисија. Господине Заев, си зимам за право да ви се обратам. Не замајувајте ја јавноста со вакво нискиот тиражни информации. Не поценувајте ја македонската интелигенција. Та зарем Државната изборна комисија наназад со години не е под ваше партиско водство. Какви поени сакате да соберете? Размислете малку пред да дадете било каква изјава. И одиме понатаму. Без слободни избори нема слобода. Таму каде државјани на туѓи држави гласаат во име на граѓаните на Македонија и каде партиските послушници ги крадат гласовите на вистинските гласачи, таму каде што ги затварат устите на сите кои што мислат поинаку и каде на целата јавност и ги затворат ушите за вистината, таму нема слобода. Вели Заев, ова беше негов цитат. Што и како понатаму? Почитувани, предлагам тука да направиме една куса пауза, а потоа повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. Во теке емисијата за македонските работи, 28 поред, ако не се лажам, не ме фаќате за збор, од вториот циклус во втората сезона, се разбира, каде што дискутираме, полемизираме, анализираме, коментираме за политичките збиднувања, за онаа што Република Македонија најповеќе интересира, а тоа се актуалностите на политичката сцена кои што не ја нудат опонентите и оние кои што претендираат за превземање на власта на 5 јуни, кој ќе се случи демократското одлучно да за партијата која што ќе биде померка и мерак на македонскиот народ, на гласачкиот аудиториум. Повеќе од евидентно е дека најголемата опозициона партија во Република Македонија со крајни напори се обидува да избега од вонредните парламентарни избори кои што треба да се одржат на 5 јуни. Особено сега после распуштањето на Собранието на Република Македонија, настојувањата се со единствена крајна и зацртана многу однапред цел по било кое што основа да се издействува одложување на изборите. Значи чиста манипулација била средбата на Заев со коалицијските партнери, на кој што ја префрли одговорноста на институциите кои што се под контрола на на Социјалдемократскиот сојуз. Па ако добро ме служи паметењето, тој изјави дека Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција е подготвена да излезе на изборите на 5 јуни и да ја однесе победата, да ја ослободи Република Македонија од теророт кој што го демонстрира ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Интересно. Дали на тој состанок се дадени насоки за понатамошно деструктивно действување покрај восстановената шема на действување, која што имавме можност да ја видиме на дело во периодот од започнувањето на кризата до денеска? Не знам, но во секој случај тој разговор кој што трае по подолго време мора да изроди со некои заклучоци и решенија кои што очекуваме во периодот што следи да ги видиме како демонстрација. Со овата цивил пред собранието одржа еден протест на кој што имаше така незначителен број на граѓани кои што од власта побара или од владата побара оставка и побара, се разбира, да се одложат изборите за во септември. Исто така, од сето она што можеме да го слушневме од оваа мала група на луѓе, Државната изборна комисија би требала да се професионализира, не баре сега е професионална, а институцијата да се проведат слободни избори. Се на брановата должина на господинот Заев и на Социјалдемократскиот сојуз. Се шпекулира и дека како излезна алтернатива за спасување од најголемиот пораз и изборен дебакал, Заев почнал да бара спас во албанското гласачко тело. Неофицијално се дознава дека нудел соработка на радикалните албански структури, мислам пред се на БЕСА,
Проценката на Заев била дека на тој начин би успел да обезбеди некаква дополнителна подршка во замена за катастрофалниот рейтинг кој што го има меѓу гласачите во Македонија. Елабориран и децидно сведочен од рейтинг компаниите со високо ниво. Пред се мислам на Ири, на некои други кои што се занимаваат со оваа проблематика и кои што односот на на ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз е некаде 2:1. А да не зборуваме за лидерите, Груевски убедливо е пред Заев некаде со 3:1. Во меѓувреме, парадоксите и абсурдите во македонската политичко милје продолжуваат со несмалено темпо. Техничкиот министер на внатрешни работи на СДСМ Оливер Спасовски направи обид за предизвикување на хаос пред депонирање на условната оставка од собранието. Замислете, условна оставка која што не стигнала на време таму каде што треба да стигне за да биде поставена на седница и сега кога собранието е така спуштено, тогаш нема кој да ја донесе. Цитат од медиум. Повторно се служам со цитати затоа што мислам дека тие се најверодостојното оружје да се разобличи или да се потенцира некоја работа. Според информациите на порталот Прес24, Спасовски донел 100 решенија за уназадување на раководители на организациони единици во сектори на МВР, а на нивно место напредил други лица надвор од процедурите. Според извори на МВР се работи за кадри кои што се блиски до СДСМ. Досега техничкиот министер има донесено некаде околу 500 спорни решенија кои според нашиот извор се незаконски. И соросовите медиуми во потрага за алиби на СДСМ да избега од тие избори. Ги потенцираат оние работи кои што во секој случај се служат и се предпочитаат да бидат како моćното оружје на Социјалдемократскиот сојуз во своите идни настапи, доколку се осмели да излезе на 5 јуни на изборите и доколку не излезе, повторно ќе ги активира најочигледно бомбите, ќе се служи со вакви невистини, спинови и така натаму, и така натаму. Улогата на соросоидните медиуми не е за дискусија и не би сакал да дискутирам, но само ќе посочам на еден факт кој што всушност е составен на темата за која што вечера дискутираме. Замислете наслов: ДИК најмалку 3 месеци ќе заглави во проверка на 24.413 гласачи без лични карти. Нема што понатаму да се дискутира. Избирачкиот список беше усогласен согласно одредбите од изборниот законник, согласно одредбите каде што упорно работеше работна група формирана од ДИК, каде учествува представници од органите кои се вклучени во водењето на избирачкиот список, како и представници од 4 политички партии. Со надгледување, морам да потенцирам, на амбасадата на САД, Европската унија и ОПСЕ, како и невладината организација МОСТ. Ние не измисливме топла вода, го применивме законот. Ова е цитат на еден од членовите на Државната изборна комисија. Во избирачки список да се запишат сите полнолетни државјани во Република Македонија кои што имаат живеалиште, деловна способност и поседуваат една од важичките лични документи. Тој избирачки список во меѓувреме е надграден, дополнет и ажуриран со лица кои за прв пат стекнуваат право на глас. Граѓани кои се починати и се бришат од избирачкиот список, како и граѓани кои ја губат деловната способност или пак им се враќа назад и тие се враќаат во избирачкиот список. Ова го потенцираше членот на Државната изборна комисија господинот Ибраими. Секој случај, уште една порака до Социјалдемократскиот сојуз, до нивниот лидер, кој што некако сите ги држи во своји раце, активисти, членови, особено политичките функционери. Барем така се добива печаток на прв поглед. Заев треба да поработи нешто друго. Заев треба да стави прст на глава и да се подзапраша. Како ќе им објасни на членовите и граѓаните дека овие 2 години, точно, без малку 2 години политичка криза, која што СДСМ ја креираше во државата со деструкција, со конфликтности, со сеење омраза и уцени, не даде никаков резултат, туку напротив сега граѓаните
се свесни за целата слика и сценариот се това и даваат уште поголема поддршка на ВМРО ДПМН. Пред се мислам на оние неутралните, оние неопределените, кои што всушност ги решаваат политичките дуели, особено кога се изборите во прашање. И само уште една работа која што е составен дел од вечерашната тема почитување. Министрите на Социјалдемократскиот сојуз поднесоа оставки за да не се распушти собранието. Нешто веќе видено, ако се сеќавате, пред решавањето и пред распуштувањето денот, последен ден пред распуштувањето на собранието на Република Македонија, кога се планираше да бидат изборите на 24 април. И онае што е пред се провокативно или поточно речено на некој си начин и очекувано од страна на СДСМ, тоа е дека тие, пред се мислам на двата министри и оние заменици министри, мислам дека тројца или четворица беа, ќе ги повлекле оставките доколку се одложи распуштањето на собранието и се пролонгира датумот на избори. Тоа не се случи. Трајко Белјановски го распушти, поточно речено пратениците изгласаа само распуштање на парламентот, чето тоа беше прославено со аплауз, со ракоплескање и се разбира покана, ајде на избори на 5 јуни, па нека победи оној кој што мисли дека има поголемата доверба и ќе одговори со проекти на граѓаните кои што ги очекуваат од се срце. СДСМ како да подзаборава свесно дека според договорот на Пржино, министрите и дополнителните заменици министри од нивните редови се дел од владата на Република Македонија. Македонија која што согласно договорот го доживеа пред се Пржинскиот договор од 2 јуни 2015 и протоколот кон договорот од 15 јули 2015 година е формирана со цел организирање фер и кредибилни избори, од кои ќе бидат исполнети сите услови и точки од тој договор. Каква оставка, какви работи? Па господин Спасовски, господјо Ременски и останатите заменици, министри во владата на Република Македонија. Па вас ве избра да ги доведете во нормала сите оние според вас забелешки, недоследности, нелогичности, како сакате, криминални дејанија, еве се осмелувам тоа да го кажам, гледано преку вашата призма, за да доведете до кредибилни услови, односно кредибилни избори на 5 јуни. А вие поднасате оставка. Што ќе каже гласачкиот електорат? Што ќе кажат оние кои што ви дадоа довербата на претходните избори? Што понатаму? Прашање кое што се наметнува и кое што особено голем дел од граѓанството очекува, или поточно речено не е свесно што се може се да се служи во овој период кога конечно на 15 колку што имаме информации април ќе бидат распишани со закон изборите на 5 јуни. По распуштањето на собранието Македонија дефинитивно ќе оди на предвремени парламентарни избори. Тоа е факт на 5 јуни, рековме, често го експлоатираме овој датум повторно, затоа што, како што реков, некои датуми оставаат и историски траги понатаму во сеопштото живење на Република Македонија. Онака како што беше донесена одлуката на 23 февруари, Белјановски можеше изборите да ги распише уште веднаш, на 7 или на 8. Но сепак, тој ќе го искористи своето законско право и можностите и ќе тактизира со рокот од, мислам дека беше 45 до 60 дена, 2 месеци, да, така. А тоа значи дека распишувањето на изборите може да се случи најдоцна до 15 април, со што ќе те даде дополнително време на Државната изборна комисија да заврши со прочитувањето на избирачкиот список, кој што го свој извештај за вкрстената и теренска проверка, но не донесува конечен став околу тоа колку луѓе треба да бидат избришани од избирачкиот список. Еве, дополнително време од една недела, ако не се лажам, ќе биде искористено и ќе се убеди СДСМ да учествува на изборите, откако Зоран Заев најави дека ќе ги бойкотира. А тие убедувања не само што ќе дојдат од народот, туку ќе дојдат и од нивните поддржувачи, од чадрот, од сорисоидите, од сите оние кои што конечно сватија дека на Република Македонија е потребна граѓанска помош. Судбината на Република Македонија е в раците на народот.
волјата на народ добро ја познаваме. Но еве шанса да се приклучат и оние кои што кројат такви црни сценарија, доведоа до такви несакани последици кои што особено ќе се одразат врз во негативна конотација врз економијата на Република Македонија, а тоа сами знаете дека многу значи. Дека сепак е можно Социјалдемократскиот сојуз да учествува на изборите, најави и самиот Заев, па повторно ќе потенцирам, ќе потсетам, за мене многу битно, кој на прашањето од новинарите остави можност Државната изборна комисија да го прочисти списокот, а згоре на тоа не беше докрај сигурен дали неговите министри ќе продолжат да учествуваат во владата. Читам во весниците и поточно речено информација од медиумите дека Николас Груевски бил крив што ги држи во заложништво и Оливер Спасовски, и Ташко Ременски и така натаму, сите од представници во техничката влада или времената влада, како сакате, кое што е во подводство на ВМРО ДПМН. Не знам. Затоа ќе се навратам или ќе потенцирам оној слоган кој што често пати го користиме во своите искажувања, особено кога сме под напливот на нашите емоции, кога во прашање треба да дојдеме до некои решенија кои што живот значи. На крајот на краиштата Заев и ќе се појави на изборите, колку што имам сознание од проста причина што ќе му биде наредено, и затоа уште една порака, повторно до СДСМ, повторно до Зоран Заев. Никогаш не веле никогаш. Тоа праксата го покажува. Почитувани, и тука предлагам да направиме уште една мала пауза, предвидена за малку музика и ЕПП на Радио Слободна Македонија, пошто се враќаме повторно во студијето на ова дифузно предпријатие. Да ја следиме емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели, еве се враќаме повторно во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие ја следите емисијата за македонските работи на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија, емисија која што во недела навечер во 20 часот и 5 минути е на редовната програма на оваа реномирана дифузна куќа. Да продолжиме таму кај што застанавме. Говориме за тоа дека се повлечени првичните потези, дека опозицијата децидна дека нема да учествува на овие избори, дека ги смета за нелегитимни и дека ќе направи се што е во незините раце да не дојде до вакви избори. На крајот на краиштата се прашувам, кога се договараше 24 април, зошто подписниците беа децидни дека на 24 април ќе има избори? Кога тие не се случија, се прашувам зошто поместувањето на датумот 24 април на 5 јуни повторно треба или неговиот епилог виси во воздух. Па на крајот на краиштата се прашувам кој во овој случај попушта, иако е во право, тогаш зошто попушта? Ајде да се обидеме да се обратиме на адресата на премиерот, бившиот премиер, сега актуелен и понапред актуелен претседател на ВМРО ДПМН. Човекот кој што едноставно сите му замеруваат дека премногу попушта, дека ова требаше да го реши на ваков или онаков начин и така натаму, така натаму. Никола Груевски е државник кој што во својата кариера политичка покажа многу доблести кога во прашање Република Македонија. Но во овој случај, господинот Груевски воопшто не треба да се колеба. Тоа можеме да го видиме, или неговиот цврст став дека понатаму попуштање нема, беше изнесена на неговиот прес во четвртокот, каде што господинот, или среда, не ме фаќате за збор, веќе почнав да ги подзаборавам многуте датуми кои што ете така како на филмска лента не се прикажуваат. Рече на пресконференцијата дека доста беше. Доста беше и тоа е цврст став кој што на некој си начин не упатува кон тоа дека на 5 јуни ќе има избори.
дали со СДСМ или без нив, во секој случај, изборите, четврти поред, предвремени парламентарни избори, ќе го видат денот, утрото на денот. Им даде и списоци, да се подсетиме, Никола Груевски. Им даде и техника на луѓе, колку што сакат. Се со цел да се исчистат списоците, да се доведат во ред сите оние неправилности на кои што алудира Социјалдемократскиот сојуз на чело со Зоран Заев. Присвати изборен модел како што му одговора на Социјалдемократскиот сојуз. На крајот на краиштата, на некој си начин, го повреди Уставот на Република Македонија. Го прифати формирањето на специјалното обвинителство. Му одобри 4,5 милиони, ако не се лажам, евра за да ги вработи обвинителите на своите роднини и пријателки. Ги знаете гафовите и постапките на Катица Јанева. Им го направи и последниот ќејф. Ги прифати одлагањето на 24 април за 5 јуни. Што повеќе да се направи? Кажете, доколку свесно резонираме и доколку, како што реков, повторно лајт мотив на сето она и на сите избори во овие изминати 25 години што не се случија, лајт мотив беше Република Македонија. Доколку толку патриотски чувства гаеме и ги на крајот на краиштата сме најголеми македонци кога се изборите, тогаш зошто да не имаме еден консензус кога е во прашање Република Македонија? Дајте, почитувани, вие кои што се занимавате професионално со политиката, да заиграте на таа бранова должина. Затоа што овој народ го доведовте во хаотична состојба. Овие македонци и сите други кои што живеат во Република Македонија се на крајот на трпението. Дали е тоа нечија цел? Дали на нас треба да не се случат темни сценарии како што тоа се случи во Украина, Белорусија и така натаму и така натаму? Не дај Боже. Во секој случај не сакаме ни да не сметаат за протекторат. Република Македонија од 1991 година е самостојна, единствена. Како сакате, таа е наша Република Македонија. Легитимно е партијата која што не е подготвена да иде на избори, една од своите стратегии ги гради токму да не учествува и да измислува изговори и повторно да го клевети, да го напаѓа својот политички опонент. Може би, ако размислиме вака или онака, изборот да се биде и вон парламентарна партија е многу подобро решение, на кој што игра свесно или несвесно Заев, отколку да се биде парламентарен. Се сеќавате, да се вратиме наназад, дека таков потек направи поранешниот председател Лјупчо Ѓорѓиевски, поранешниот председател на ВМРО ДПМН. Се сеќавате? Па за да тоа беше некаде во 1994 година кога абстинираше. А за да во 1998 година победи на изборите. Еве, нека биде тоа репер или шанса за Социјалдемократскиот сојуз да се реформира, да се консолидира, да избере ново во секој случај раководство и на изборите некаде во 2020 година со некоја понуда, со агенда, политичка платформа, со проекти кои што се во интерес и по мерка и мерак на граѓаните, на народот во Република Македонија и да победи. Тој изборен надпревар е всушност во кој што решава народот. Еднаш за секогаш треба да сватите дека тој народ на Заев и на СДСМ му се случи во мај минатата година. Сите тие кои што мислат и понатаму да работат во политиката, да живеат од политиката, да ја протежираат политиката, на некој си начин тие сите мора да сватат едно, дека она што ќе го реши народот, тоа е добитната комбинација за нивните желботеки и така натаму. А до 2020 година може да се исчисти избирачкиот список колку што ќе посакате. Можност има и сите оние 1.850.000 гласачи да бидат проверени и да се дојде до сознанието конечно кој кому му го спречува право, демократското право да излезе, да изрази својата волја преку избори.
Зошто оние кои што не живеат во Република Македонија да ги сметаме како непожелни, како фантоми, како луѓе кои што немаат право да ја кројат политичката судбина на оваа земја? Не, тоа право никогаш не може и никој не може да му го отучи и на нашиот во диаспората и на сите оние кои што моментално не се присутни во државата. Ако има потреба, ќе се одобрат многу повеќе средства, ќе се направи се што е потребно во секој случај да се задоволи. Но сепак, верувајте, и овие причистување на избирачкиот список покажа многу нешта. Покажа дека во Република Македонија се е од очекувањата, се е во нормала и дека се е подготвено конечно да се подигне завесата на парламентарните четврти избори поред во Република Македонија на 5 јуни. А до тогаш се плашам, искрено да ви кажам, и не посакувам да видиме многу сценарија кои што не беа или нема можност да ги демонстрираат опозицијата или оние кои што ќе абстинираат на овие избори. Се со цел да ги покажат некредибилни, повторно да ја обрукаат Република Македонија надвор од границите и на крајот на краиштата да ги затворат силно вратите на евроатлантските аспирации на Република Македонија. Тоа Македонија не го заслужува. Ние сме граѓани на оваа Република Македонија, живееме во Република Македонија и мислиме се најдобро. Еве со оваа пријатна мисла, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, ве поздравувам и ви закажувам повторна средба идната недела, кога во 20 часот и 5 минути на оваа фреквенција, на оваа бранова должина, повторно ќе другаруваме, повторно ќе дискутираме за политиката. А до тогаш имаме 7 денови. За 7 дена се е можно да се случи. Почитувани, го следевте последното издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Денеска е 10 април. Емисијата ја реализира и беше во продукција на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. Пријатно и довидување во идната недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.